Албанија. Изборите во САД се важни за Северна Македонија, за незината борба против хибридните напади, велат аналитичари. Ексклузивно интервју со поранешниот председател на Авганистан, Хамид Карзаи. А каков ќе биде односот меѓу Вашингтон и Техеран по 3 ноември? Ке слушнете во продолжение. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат, ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски од Вашингтон. Јас сум Милена Ѓургиевска. Овие избори во САД се најзначајни за Северна Македонија заради незините стратешки цели, велат домашни аналитичари. Мики Трајковски ги пренесува нивните ставови. Без разлика на тоа кој ќе победи, овие избори во САД се едни од најзначајните досега за Северна Македонија, и тоа од повеќе причини, смета политичкиот аналитичар Джелал Незири. Според него, добивањето на независноста басер од членството во НАТО се покажало дека улогата на САД била одлучувачка во постигнувањето на овие стратешки цели. Како втора причина, мислам дека е се по присутното малигно влијание на земјите од истокот, кои продуцираат непотребни проблеми и се опасност за стабилноста на земјата. Без подршка на САД и без јасна подршка на НАТО, земјата ниту може да се одбрани од хибридните напади кои беа присутни и се присутни и во овој момент од овие земји, ниту пак може да ја зачува незината стабилност. Незири додава дека на САД се гледа како на гарантор на стабилноста и еднината на Северна Македонија, што е уште една причина зошто овој пат интересот на домашната јавност за овие избори е голема. Не само еднината на САД, туку и еднината на Република Северна Македонија ќе зависи кој председател, кој кандидат за председател ќе победи во САД и каква доктрина ќе спроведува во однос на регионот и Северна Македонија. И за Марко Трошановски од Институтот за демократија, изборите во САД се исклучително важни во однос на продолжување на поддршката на Вашингтон на реформските процеси во земјава. Во насока на поддршка на отпорноста на земјата и капацитет за опирање на надворешни хибридни влијанија од трети земји е важна. А тука Америка може прилично многу да помогне на засилување на механизмите со кои што Македонија ќе може полесно да се опира на надворешни геополитички влијанија. Аналитичарот Агим Јонус вели дека ноемвриските избори се важни од позиција на можно решение на косовското прашање, од кое индиректно е засегната и земјава, но и во спречување на обидите на Москва за незино присуство на овие простори. Она што ќе се одлучи како микрогеополитика на Балканот ќе биде суштински консеквентна и за самите нас. Битно е да се каже дека Македонија е судбински поврзана со тоа што ќе биде донесено во Стейт Департмент како одлука. Да, затоа што руското влијание во овој дел и неговото зголемување под дефолт подразбира кочница на многу нешта кои што ние 30 години ги следиме како судбински пат на Република Македонија. Но професорот Јовеј Кекеновски смета дека без разлика кој ќе дојде на власт во САД, нема ништо посебно да се промени во односот на американската политика кон земјава. Па искрено мислам дека ние им даваме посебно значење, меѓутоа во принцип тие се многу важни за Соединените американски држави, а најмалку се битни за нас. Не треба да се очекува дека Трамп ниту Бајден дека ќе ни ги решат нашите проблеми или дека ќе не спасат од иднината за која што секако ние одлучуваме. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Иран се подготвува за председателски избори на почетокот на следната година. Но дали и како дотогаш би можел да се промени односот помеѓу Вашингтон и Техеран, особено по изборите на 3 ноември, од прилогот што следува. 2020 година почна со САД и Иран на рапна војна. Убиството на иранскиот генерал Касем Солејмани на 3 јануари од страна на САД, кога Вашингтон го обвини за планирање на бројни напади во регионот, го раздути Техеран. Уследија одмазнички ракетни напади врз американските бази во Ирак, но немаше жртви на американска страна.
Конфликтот беше спречен, но председателот Доналд Трамп го одржа притисокот. САД веднаш ќе воведа дополнителни економски санкции кон иранскиот режим. Трамп ги повлече САД од иранскиот нуклеарен договор во 2018 година, велејќи дека договорот му дозволува на Иран да продолжи да ја развива балистичката ракетна програма и да ги штити милитантните групи во регионот. Европските сојузници заедно со Кина, Русија и Иран останаа потписници на нуклеарниот договор со надеж дека САД ќе се вратат. Американското повлекување од иранскиот нуклеарен договор представува еден од најголемите удари за глобалното владење и мултилатерализмот. Се разбира, има големи надежи дека некогаш би било можно да се врати во договорот. Други сојузници на САД, вклучувајќи ги Израел и Саудиска Арабија, продолжуваат да го поддржуваат повлекувањето на САД од договорот. По излекување од договорот, Трамп воведе кампања на така наречен максимален притисок врз Иран, преку повеќе кратни санкции за ограничување на пристапот до меѓународно финансирање и блокирање на извозот на нафта, предизвикувајќи на тој начин големи последици врз иранската економија. Администрацијата на Трамп рече дека на Иран не може да му се верува и оти санкциите се најдобар начин да се влијае врз неговото однесување. Многу јавни и приватни компании во светот премногу се плашат да имаат бизнис со држава како Иран. Против кандидатот на Трамп Џо Бајден има кажано дека би ја вратил државата во иранскиот нуклеарен договор, но оти би вовел санкции за кршење на човековите права, тероризам и за балистичката ракетна програма на Иран. Техеран можеби нема да му верува на Западот по повлекувањето на САД, рече аналитичарката за безбедност Џули Норман. Американската кредибилност во однос на овој договор и генерално е под знак прашање. Предпоставуваме дека Иран првично би пружал отпор. Тој сега се наоѓа во многу тешка ситуација. Иран се подготвува за председателски избори на почетокот на следната година. Аналитичарите велат дека тоа остава мал простор за САД да ги обноват односите со Техеран, по загриженоста дека радикалните сили во режимот би можеле да дојдат на власт. Поранешниот афганистански председател Хамид Карзаи во интервју за Гласот на Америка зборува за тоа како изборите во САД би можеле да се одразат врз мировните преговори помеѓу Талибан и владата на Афганистан, кои во моментов се случуваат во Доха, Катар. Еве што рече. Не мислам дека резултатот од изборите ќе има некакво големо влијание или пак дека ќе го преврти моменталниот процес. Можеби ќе има разлика во пристапот или во брзината на одвивање на работите, но не и во генералната насока на САД за решение во Афганистан и намалување на нивните трупи. Гласот на Америка го праша и дали неодамнешните твитови на председателот Доналд Трамп дека до Божич ќе ги врати дома сите војници промениле нешто во процесот во Доха и во размислувањето во Кабул. Карзаи рече. Не, ги знаеме ставовите на председателот Трамп за конфликтот во Афганистан и за вклученоста на САД. Тој зборува доста јасно за повлекување на трупите, за нивно значително намалување, ако не и целосно повлекување, како и за постигнување договор што ќе им овозможи на афганистанците да одлучат за нивната иднина. Ние тоа го почитуваме и треба да го правиме токму тоа. Карзаи се осврна и на договорот меѓу САД и Талибан, кој беше потпишан во февруари и со кој почна афганистанскиот мировен процес. Договорот, според тоа што предвидува, крај на конфликтот во Афганистан и крај на убивањата во Афганистан е одличен. Дали намерите во САД се за трајан мир и решение за Афганистан е нешто што би требало да го видиме во текот на процесот. Благодарам на вниманието. Продолжете да не следите и на социјалните мрежи. Пријатно до утре.